Почнете од почеток со Бони Сала. Кога мислиш дека не можеш? Господ одговори: Јас ќе бидам со тебе. Суди, 6 глава, 16 а стих. Јас не можам, но ти можеш. Тоа е мојата молитва секое утро, додека размислувам за моите обврски во престојниот ден, обидувајќи се да размислам пред да кажам нешто и да се борам со нагонот да се ставам себе си пред другите. Понекогаш тоа е доволно да ме натера да сакам да останам во кревет. Сакам да се потсетам на Гедеон, чија приказна докажува дека Бог може да постигне големи работи преку луѓето, кои забораваат на нивните човечки слабости, веруваат во Божјата сила и го слушаат Неговото водство. Бог му дал работа на Гедеон. Јас, тој се спротистави. Јас сум најмалку квалификуваниот човек од најневлијателно семејство. Ќе бидам со тебе, го увери Бог. Гедеон исполнет со сомнеш рече: Ако навистина сакаш да ми помогнеш, дај ми знак дека ти зборуваш со мене. Суди, 6 глава, од 14 до 22 стих. Одново и одново, Гедеон бараше знаци. Гедеон рече: Јас не можам, но Бог рече: Јас можам. Гедеон тргна со војска од 32.000 луѓе да го победи непријателот кој го подложи неговиот народ на глад. Бог рече: Отстранете ги оние што се плашат, и 22.000 луѓе си заминаа дома. Се уште има премногу, продолжи Бог. Спуштете ги мажите до изворот и гледате кои мажи локаат вода со јазикот од раката принесена до устата. 300 мажи го направија тоа. Ќе те избавам со овие 300 луѓе, рече Бог, па дури и му дал на Гедеон да надзирне како ќе се случи тоа. Суди, 7 глава, од 10 до 15 стих. Прочитаја неверојатната приказна во библиската книга Суди, 7 глава. Запомни, ти не можеш, но Бог може. Следевте еден момент на рефлексија од Бони Сала. Почнете од почеток со Бони Сала.